главен проблем со кој што се соочуваат граѓаните, тие урбанистички планови кои што треба додат и за кои што мислите дека некој некого финансира и така натаму, одат преку Комисија за урбанизам, која што во наредниот период ќе претрпи измени. До сега е составен од 5 члена, вие кажувате 5 члена, сега ќе има 7. 3 ќе се внатрешни, 4 ќе се надворешни. И тоа, еден од архитектонски или градежен факултет, значи стручно лице, бизнис заедница еден член, градежна заедница еден член и еден член од проектантски бироа кои што ги има преку 10 у Куманово и кои што на тој начин ќе бидат директно вклучени во се што се работи на урбанистички план у Куманово. Нема веќе човек да го води урбанизмот, него ќе го води комисија од респектабилни и луѓе кои што се способни. Повелете контрареплика. Апсолутна невистина и чиста манипулација. Многу добро пишува на секоја градежна дозвола во Куманово се издадени 22 одобренија за градба на 2 објекти за 8 години. Претходно се издадени некаде околу 60. 286 одобренија за куќи, 106 за доградба и на најголем дел од тие документи во периодот додека сте вработен сте подпишени и вие сте требале да се иземете од подпис ако не сте задоволни и искривувате целата слика. Комисијата веќе има надворешни членови кои што се членови на комисијата и таа функционира и работи. Можете да ми се смеете цинично во лице колку што сакате. Јас нема да кажам дека тоа ќе каже за вас ќе кажат граѓаните и за мене на легитимни избори во недело. Само ќе ве потсетам една работа. Значи, бевте дел од системот. Ќе ве потсетам само на една согласност за една градба. А тоа се фамозните згради на локацијата кај поранешни цвеќари. Се сеќавате кој издаде дозвола на Серава да се постави темели за градба? Вие од позиција на директор. И денеска пред јавноста се правите Јованка Орлеанка дека немате никаква одговорност.